Како што најавивме на почетокот на емисијата, денеска го тестираме BMW 320 со дизел погон. Овој автомобил не е нов на македонскиот пазар, тој е промовиран минатата година. Но серијата 3 во својата скоро 50 годишна кариера стана еден од автомобилите кои се сметаат за икона во автомобилскиот свет. Такви ги има само да се избројат на прстите од едната рака. Може слободно да кажеме дека е Golf, Volkswagen Golf, Porsche 911, Range Rover, Mercedes S-класа и се разбира BMW серија 3. Што не нуди во своето ново издание? И да видиме како се седи на задната клупа во BMW серија 3. Производителот вели дека е продолжена за 8 см и зголемена е меѓуоскиното расстојание, а тоа се забележува кога ќе седнете позади. Погледнете колку простор имам, а седиштето е наместено баш онака како што треба да се седи напред, малку и покомотно. Имам доволно простор и за главата, и за колениците и сосема удобно седам на задната клупа. Но, кој сака уште поудобно да седи на задната клупа, нека си купи BMW серија 7. Во внатрешноста во BMW, кога ќе се седне, особено во серијата 3, се е на свое место. Веднаш ви е јасно дека ова е возачки ориентирана лимузина или, ако сакате, седан. Мене малку ми пречи ладното чувство на дизајн. Погледнете ги овие материјали. Далеку од тоа дека не се квалитетни, но се чувствува дека самиот впечаток на внатрешноста е пуритански и ладен. Во наслонот за раце имате доволно простор да ставите клучеви, документи, па дури да сместите и некои од вашите омилени грицки. Традиционално и покрај екранот осетлив на допир е и ротационото копче кое може да ви помогне во навигирање низ целото мени на автомобилот. Инаку, целиот амбиент на BMW серија 3 во внатрешноста, иако ја имаме една од поопремените, а таа е во изведбата М, но не со М мотор, може да се каже дека е место за уживање и за возење. Но, да видиме што ќе ни понуди дволитарскиот турбодизел од 190 конски сили, која пренесува силата само на задните тркала. И со стартувањето на моторот веднаш се чувствува дека го имам вистинскиот автомобил за возење. Пред неколку емисии ја тестиравме серијата 5 со истиот мотор, дволитарскиот со 190 конски сили. Но тогаш автомобилот беше потежок и имаше погон на сите тркала, односно имаше X-Drive. Сега го имаме BMW во своето изворно издание, кое е извонредно забавно. Гледате како ме исфрли во свиокот, но многу лесно ја смири колата. Тоа е затоа што имаме погон само на задните тркала и повторно јас се забавувам. Одамна не сум почувствувал ваква убавина на фрлањето на задната оска, но и на управувањето, кое многу лесно ја смирува каросеријата. Кога сме кај управувањето, морам да кажам дека е прецизно, но не е брутално директно. Да, има директно управување, но не ве замара. Еве, уште едно лизгање и повторно насмевката е на моето лице. Што се однесува до ергономијата, јас не можам да кажам никако, ниту еден лош збор за BMW, бидејќи нивната ергономија и седењето е
многу добро. Јас имам автоматски менувач кого можам да го контролирам со 3 модуси на возење. Тоа е нормал, спорт и еколошки. Да се разбира дека BMW секогаш го возам во спортскиот мод на возење и сега немојте да кажувате на никому, но јас трекшн контролот секогаш го исклучувам. Зошто? Видете и сами. Затоа што сакам да се забавувам. Погледнавте како повторно можам да одам на страна, да дрифтам, а тоа ме прави извонредно среќен. Се разбира дека мора да внимавате што правите во отворен сообраќај, но оваа делница ја поминавме повеќе пати и увидовме дека нема гужва на патот, нема многу возила, па затоа можам да си дозволам мало луксузирање. За доправувачот на серијата 3 се чувствувам извонредно. Прво, извонредна е удобноста и ергономијата. Управливоста е одлична. Возачот го информира кластерот на инструменти, но и големиот екран осетлив на допир. Имате многу информации за возењето, но и за инфотеймент системот, кој е важна нишка на подолги патувања. Морам да кажам дека со серијата 3 BMW ја употреби сета технологија која ја има во својот арсенал, а ја вградува во поголемите модели. А кога сме кај технологијата, BMW секогаш ја имал на претек. Затоа, јас не само што уживам, туку и чувствувам дека можам многу лесно да ја употребувам не само технологијата, туку и забавата за да управувачот. Повеќе немам што да кажам за BMW, освен суперлативи, но доаѓа моментот на вистината. Ги видовте возните својства, извонредни. Опременоста е добра, иако сметам дека фалат некои елементи, како што се индуктивното полнење на полначот или пак head-up дисплеот. Добро е што има шалтери за воланот, па можете и мануелно да го командувате автоматскиот менувач, што е доста важно доколку сакате да возите динамично. Економичноста е исто така на извонредно високо ниво. За 2-литрен мотор со 190 конски сили, иако е дизел, троши само 6 литри со сета забава која може да ви ја пружи ова возило. Но, доаѓаме до цените. 62.000 евра. Кога ми го кажаа тоа, ги прашав во дилерството на BMW, дали сте сериозни? 62.000 евра за автомобил од средната класа. Но, ако се гледа милјето на цените, тогаш и Audi A4, па и Mercedes C класа со врвно ниво на опременост чинат толку. Но, верувам, доколку сакате да го поседувате овој автомобил, требате да отидете малку наоружени со живци и време и да се ценкате како во Кушадаси. Верувам дека ќе добиете многу добар попуст за овој автомобил и сигурно дека нема да платите 62.000 евра. Тоа е моето мислење. Доколку би сакале да ја дознаете финалната цена на оваа верзија на BMW, тогаш ќе треба да тропнете на вратата на импортерот. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав до следното гледање за 7 дена. Пријатно!